Мој статус на Facebook по повод дебатата за загадувањето во Скопје на 2 јануари 26 година. Петро Кокс. Ефтин енердженс со висока цена по нашето здравје. Често слушаме за Петро Коксот како алтернативно гориво во индустријата. Но што всушност представува тој и зошто е толку штетен при согорувањето? Како нус производ од рафинирањето на нафтата, петролкоксот се карактеризира со висока калорична моќ, но и со драстично полош хемиски состав од јагленот. Еве ги клучните фактори зошто неговото неконтролирано согорување е опасно. Прво, екстремно висока содржина на сулфур. За разлика од јагленот, петролкоксот содржи значително повисок процент на сулфур. При согорување, ова резултира со масивни емисии на сулфур диоксид, гас кој директно ги напаѓа белите дробови и е главна причина за кисели дождови. Второ, присуство на тешки метали, ванадиум и никел. Ова е тивкиот убиец. Петролкоксот е богат со тешки метали, особено ванадиум и никел. Овие честички не исчезнуваат. Тие се лепат за ПМ честичките, влегуваат во респираторниот систем и имаат докажано канцерогено дејство. Трето, ултрафини честички или PM2.5 честички. Пепелта од петролкоксот е пофина и потешка за филтрирање. Овие микрочестички навлегуваат длабоко во алвеолите и крвотокот, предизвикувајќи системски воспаленија. Заклучок. Употребата на петролкоксот без најсовремени системи за десулфуризација и електростатски филтри е директен напад врз јавното здравје. Економската исплатливост никогаш не смее да биде оправдување за токсичниот воздух.